Оваа порака на некој начин беше презентирана пред 2-3 саботи, односно саботата 2 мај, меѓутоа тоа бевме многу малку и решивме да завршиме сабота во вид на еден како разговор во канцеларија, така да не е презентирана од ова место и беше онака многу штуро пренесена, па затоа сакам денеска пред сите вас да ја поминеме. Инаку верувам дека ќе се охрабриме, затоа што токму оние кои што се чувствуваат запоставени или можеби заборавени од Господа, верувам дека ќе се охрабрат преку случајот, преку извештајот за Ное и самиот потоп. Значи, ќе го разгледаме овој случај можеби на малку поинаков начин, можеби никогаш не сте размислувале во овој поглед. За таа цел јас најнапред би почнал да читам, односно би кажал, знаеме дека Господ го избрал Ное од целиот предпотопен свет како свое средство и орудие преку кое ќе ја пренесе пораката за тогашниот свет. Светот збеснал, светот навистина отишол предалеку, сите мисли им беа зли, точка кон која што оди и денешниот свет, се уште не е стигнат таму, меѓутоа со брзина на светлината, би кажал, се движиме кон тој момент. Го избира Ное за да 120 години, значи еден период од 120 години им ја проповеда веста за милоста, веста за спасението. Зошто го избрал Ное? Вели овде во 7 стих, ќе очитаме од 6 глава во Битие. Значи 6 глава Битие, 7 стих. Господ рече, ќе ги истребам луѓето што ги создадов од лицето на земјата, од човекот до зверот, ползачите и птиците во воздухот, зашто се покајав што ги создадов. Ама Ное, ама едно големо ама овде стои, ама Ное најде милост, најде благодат во Господовите очи. Господ се смилува на Ное и на неговото семејство. И подолу вели во 9 стих, кога почнува со Ноевото родословие, дава опис за Ное, вели Ное беше праведен и непорочен човек во своето време. Замисли си во еден свет кој што на луѓето сите мисли им беа зли. Кога секој гледа како да ви подвали, да ве изманипулира, да ви искористи, вие сте праведен и непорочен. И не само тоа, туку вели и Ное одеше со Бога. Ова веќе, кој знае колку пати се дискутирало од ова место, знаем што значи да одиш со Бога. Еднакво да живееш според неговата волја. И потоа во 7 глава од 1 стих повторно се спомнуваат овој опис за Ное. Вели, тогаш Господ му рече на Ное, после тие 120 години, поминало времето на милост за предпотопниот свет, и Господ му се обрека на Ное, откако претходно му кажал, му дал точни инструкции, што треба да прави, како да го изгради бродот. Замисли си, бил на 3 ката. Значи, брод кој што уште во тоа време наликувал на некој од овие крузери, или како ги нарекуваат денеска. Во некој обем, нормално. Тогаш Господ му рече на Ное, влезете ти и сето твое семејство во бродот, зашто видов дека единствено ти си праведен пред мене во ова време. Единствено ти. Земи со себе од сите чисти животни по 7 двојки, машкото и неговата женка, значи по 7 од чистите, исто така од небесните птици по 7 двојки, машкото и женката, за да им се запази семето на земјата. Зашто по 7 дена ќе пуштам дожд на земјата. 40 денови и 40 ноќи, та ќе го истрбам од лицето на земјата секој живо суштество што сум го создал. Ное направи се како што му нареди Господ. И ова неколку пати ќе се спомне. Ное направи се како што му нареди Господ. Еве зашто Господ се смилувал над Ное, еве зашто Ное бил праведен. Бил послушен, да. А таа послушност доаѓа како резултат на неговата вера.
Значи му кажува, Господ се му кажал. Меѓутоа, ќе запазиме од целиот случај дека не му било едноставно, иако знаел се, иако, знаете, не било лесно година и 10 дена да помине во тој брод. Иако знаел дека Господ му ветил, дека еве, тој единствено со неговото семејство ќе биде спасен. Меѓутоа, сепак тоа негово спасение било изведено низ една голема неволја, односно една катаклизма на земјата. И Ное, сепак, од своја страна морал да покаже целосна доверба во Господа. Одиме понатаму со 7 глава, 6 стих, вели, Ное имаше 600 години, че овде не се даваат некои информации, кои што, ја би рекол, се битни. Ное имаше 600 години кога потопот дојде на земјата и пред потопните води влегува, и пред потопните води, значи, влегува во бродот со Ное, неговите синови, неговата жена и жените на неговите синови. Значи, 8 души. Немало никаков натрапник внатре, како што тоа е прикажано во новиот филм за Ное, холивудскиот филм, кој што глуми Расел Кроу, ако може би сте гледале некојаш, Гладијатор, ако сте го гледале. Филм кој што наводно добил благослов лично од папата. Каша попера, мислам, нема врска од филм, иако не сум го гледал, само сум читал, нити пак имам намера да го гледам, само сум читал сиже едно од, значи, самата содржина на филмот. Значи, Ное имаше 600 години кога потопот дојде на земјата и пред потопните води влегува во бродот со Ное, неговите синови, неговата жена и жените на неговите синови. Од чистите животни, од животните што не беа чисти, од птиците, од се што лази по земјата, влегува по 2 машко и женско во бродот со Ное, како што Бог му заповеда на Ное. А на 7-миот ден, како што Господ кажа предходно, а на 7-миот ден потопните води заплискаа врз земјата. Во оној ден, и видите сега кој е тој ден, ова не е случайно, ништо значи што се спомнуваат овие денови, во оној ден, на 600-та година на Ноевиот живот, во 2-риот месец, во 17-тиот ден на месецот, значи 17-2 бил датумот кога почнало да врне, да паѓа дожд, нешто што никогаш порано не се случило на земјата. И затоа сите научници тогашни тврделе дека такво нешто не е возможно. Но еве, се покажало дека Господ она што го кажал, тоа и се случува. И вели, значи, на овој 17.2 бликнаа сите извори на бездната. Значи, не само што лиело дожд од озгора, туку и подводните извори сите се отвориле. Се отворија сите небесни брани и дожд удри да паѓа по земјата 40 денови и 40 ноќи, исто како што Господ кажа. Замислите си 40 дена и 40 ноќи, кој знае со каков интензитет паѓал. Па ние сме сведоци многу скоро, кога лиеше дожд кај нас, и тоа ден, 2, 3 нека било. Па знаете какви проблеми направи во Македонија. Знаете како го спасува и Штип од Брегалница. Штип успеа да го спасат, меѓутоа не и Кочанско поле или Пелагонија поготово. Да. И колку време и требаше нели на таа вода да се повлече после тоа, значи за да се нормализира ситуацијата. Замислите си 40 дена, 40 ноќи истура и плюс оние водени извори се отворени. Во оној ден влегува во бродот Ное и неговите синови Сим, Хам и Јафет, Ноевата жена и 3 жени на Ноевите синови со нив. Тие и сите видови животни, добитокот, лазачите што ползат по земјата, птиците и разновидните криласти суштества. Влегува во бродот со Ное, колку пати во извештајни се повторува кој влегува во бродот. Со Ное по 2 од сите суштества. Се што влезе беше двојка. Добро, во ред 17 стих. Поројниот дожд паѓаше на земјата 40 денови, водите растеа постојано и го носеа бродот. Се дигна високо над земјата. Водите надоаѓаа бујно над земјата и растеа високо, а бродот пловеше по површината. Водите поплавуваа се посилно и растеа над земјата, така што ги покрија сите највисоки планини под небото. Иако тогаш немало некои високи врвови,
Но сепак, ова е истакнуто и кажано со цел да се предочи дека тоа бил глобален потоп и немало ништо што штрчало над водата. Се било под вода. И тоа за 15 лакти, подолу кажува текстот. Водите поплавуваа се посилно и растеа на земјата, така што ги покрија сите највисоки планини под небото. Водите се креваа 15 лакти над потонатите планини. Загинаа сите суштества што се движеа по земјата, птиците, добитокот, зеровите, сите лазачи и сите луѓе. Се што имаше животно дишење во своите носалки, се што беше накопнуто загина. Беше истребено секое суштество од земјаната површина, човекот, животните, лазачите и небесните птици, се беше збришено од земјата. И ова неколку пати се повторува, за да ни се даде до знаење дека само тие осуммина и сите оние животни видови кои што биле на бродот преживеале. Останаа, вели, само Ное и оние што беа со него во бродот. Водите се задржаа на земјата 150 денови. И овие бројки не се случајни. Замисли си, 150 денови, тоа се колку? 5 месеци. Цели 5 месеци. Пазите, не му било баш едноставно на Ное. Ај замислите си, вие затворени во таа арка, во тој брод, значи не бил некој налик на тие крузери, што велам, денешни, значи немало некој, кој знае какви санитарни услови и така натаму, а плюс тоа натоварен со еден куп животни. Сте слушале проповеди, сигурно, колку сето тоа смрдело. Од неодамно отворија една миниатурна зоолошка во Штип, така колку мала забава за дечиња повеќе, со така поситни животни, на 20 метри од зоолошката смрди, мислам, што ви кажам, камо ли па кој ќе влезете таму внатре. Да, така е. Но не само тоа, туку пазите, имате период од 150 дена, вие гледате постојано доаѓање на води. Драматична ситуација. И се чувствувате како да сте заборавени од Господа, затоа што, откако во 7 глава, 1 стих, Господ му рече на Ное, Господ веќе ништо не му вика на Ное понатаму. Го нема Господа. Замислите си 150 дена сте во некоја неволја. И постојано се влошува состојбата. Не гледате никакво подобрување. Да, сте биле верни на Господа, се сте направили како што Господ рекол, ама сепак, зарем не е потребна вера. 5 месеци во неволја, немате никаков глас од Господа, и те како е потребна вера. Не било така едноставно. И 8 глава, 1 стих. И тогаш Господ се спомна за Ное, не дека Господ го заборил Ное. Sada да каже, Господ ветил и Господ ќе го исполни ветувањето. За Ное, значи за сите зверови, за сиот добиток што беше со него во бродот. Па го раздвижи ветерот, значи еве го првото нешто што го прави Господа. Господ ги пуштил водите, Господ сега ги сопира и почнува да суши. Да ги суши водите. Ви кажам, нема ништо по ефикасно од сушење на алишта, да кажеме, од ветер. Ако немате, може да ви сушална за алишта, ако ги пружете надвор, знаете дека сонцето нормално, меѓутоа, кога е ветровито, тоа многу брзо, експресно брзо се суша. И Господ презема акција веднаш, си спомна за Ное и пушта ветер, го раздвижи ветрот на земјата, за да ја отстрани водата. Како што Господ пушта и некојаш со цел неволи над нас, како што видовме и од случајот со Јов, за да подобро го запознаеме, можеби, така тој и запира. Еве, повторно во Јов, да отвориме за кратко во Јов, книгата на Јов, и да читаме во 38-то поглавје. Ови се познати зборови. Јов 38 глава, баш она од која што малку ни цитираше и сестра Зорица, од 8 до 11 стих. Вели овде, кој го затвори морето со врати,
кога за извори од мајчиното крило, овие се тие прашања што Господ му ги упатувал на Јов. Кој го затвори морето? Вели. Кога го облеков со облак како со облека и кога го завиткав со густа магла како со пелени, кога ја одредив неговата меѓа, ставив врати со лостови, до таму не подалеку му реков нему, тука нека се крши гордоста на твоите бранови. Господ ќе пушти води, меѓутоа Господ ќе каже до тука. Ништо повеќе. Господ има целата контрола, Господ е господарот на целата вселена. Што е за него да сопре води, и тоа вакви, катаклизма е на цел. Воопшто не е проблем. Значи Господ се сети на Ное и почна да делува. Внимавајте сега понатаму, изворите на бездната и небесните бранови се затворија и дождот од небото запре. Ова не навраќа малку наназад, затоа што за 40 дена дождот запрел. Да не се збуните сега, ти се спомнати 150 дена, па сега вика дождот запре. Навраќа малку наназад пак текстот, повеќе пати тоа го прави, значи Мојсе овде во овој извештај, че изворите на бездната и небесните брани се затворија и дождот од небото запре. Водите се повлекуваа бавно од земјата. Знаете, ова е исто битен момент. Некојаш неволјата вака може да дојде, некојаш бавно доаѓа. Но многу често знае да се повлекува бавно и тоа е пак со цел. Тоа е пак со цел. Тоа е Господовата промисла, по кој што некојаш можеби како Јов и ние не можеме да продреме и не можеме да разбереме што сака да постигне. Но секако е за наше добро. Че водите се повлекувале бавно од земјата и вели по 150 денови водите стивнаа. А во 7-миот месец, во 17-тиот ден на месецот, бродот застана на горите на Арарат. Значи тоа е истиот датум, после 150 дена. 17-ти почнало да врне, ова е 17-ти тоа се 5 месеци точно, стивнале водите и бродот застана на горите на Арарат. Водите намалува непрекратно до 10-тиот месец, значи уште наредни таму 2 и кусур месеци, а на првиот ден на 10-тиот месец се покажа планинските врвови. Веројатно многу поинакви планински врвови отколку пред потопот. Кога поминаа 40 денови, Ное го отвори прозорецот што го имаше направено на бродот и што направи Ное? И пушти гавран што постојано одлетуваше и долетуваше додека водите не се исушија од земјата. Прашање, зашто ова му било потребно на Ное? Ное, значи, бара знак. Пушта птица, гавран, по тој голуб ги пушти. Да, Ное знаел се. Господ му рекол 120 години ќе имам милост, после 120 години и после тие 7 дена, јас ќе пуштам потоп, ќе почне неволјата. Меѓутоа, дали Господ некојаш му кажал на Ное кога ќе престане неволјата? Не. Што е полесно да знаете кога ќе ви помине болеста или неволјата или било што, или пак да не знаете? Многу полесно е кога би знаеле. Ќе ги одбројувате деновите, ако не друге. Ќе броите ситно, како во војска. Последните денови. Знаете дека кога треба да се скинете, нели, како што узнаеме оно израз во војска, и ги броите деновите еден по еден, ги шкрткате таму, не знам, сигурно тие што сте биле војска, знаете како оди тоа. Меѓутоа, кога не би знаеле, значи сте во една неизвестност, многу е потешко. Но е тоа не го знае и Ное сега бара знак. Пазите, среде неволја Господ никогаш не ве остава. Тој тука, таму, понекогаш ќе ви праќа знаци. Знаци на тоа, на сигурност дека е тука, дека не ве заборавил, знаци на надеж. А може би некојаш некој стих, може би некојаш некоја силна проповед да ве подсети на своите ветувања, преку стиховите што ги слушнете. И така натаму. Значи, гавранот го пушта, потоа пушти гулаб, 8 стих, за да види дали ја снема водата од земјата. Но гулабот не најде место за своите нози и се врати при него во бродот, зашто водата ја покриваше целата земна површина. Тој ја испружи раката, го фати гулабот и го внесе кај себе во бродот.
И почека уште 7 дена, значи гледате колку пати по 7 дена поминуваат ток. Постепено се повлекуваат водите, постепено Господ делува. Сега ве подсеќам на минатата проповед, минатата сабота. Значи Господ некојаш незабележително работи. Ние стакаме инстант решенија на нашите проблеми, меѓутоа некојаш тоа е постепено се со цел. И почека уште 7 дена, 10 стих, пак го испрати гулабот од бродот. Навечер гулабот се врати при него и ете во клунот имаше свеж маслинов лист. Еве го првиот знак на надеж. Така Ној научи дека водите спаднаа на земјата. Но, дали е момент сега да излезе од бродот? Ние често пати знаеме да посакуваме, односно да моментот биде што побргу на излез од неволјата, затоа што не се трпи некојаш на вистина. Секој од нас има по нешто или поминувал низ некој период од својот живот и на вистина сака да тоа прекрати. Меѓутоа, не е нашиот момент, туку е Божиот момент. Ако ние излеземе порано од она што Господ го предвидел, тогаш ќе се најдеме во водата или ќе заглибаме во калта. Имаше еден случај тамо во Штип, значи, еден рибар веднаш после поплавата, односно не беше поплава во овој случај, туку така надојдена беше баа и брегалница и отишел да рибар и знаете водата откако ќе се повлече што остава за себе, тиња, значи. И ждрапнал таму кај што не треба и потоа го влечеле пожарникари, му викале, едва и го извлекле. Да, ќе пропаднал. Жив песок, да. Така да, ние често пати сакаме тоа порано да се случи, меѓутоа, ако биде порано, не е наша воља, него Божја воља, секојаш. И секојаш тоа Божја промисла. Ке се најдеме повторно во водите и може да испогинеме, иако Господ сака и целиот овој процес го прави за да не спаси. Тоа е неговата главна цел, ништо друго. Сетете се на една зборувавме за Јона, иако тоа по негова вина се случило. Овде Ноe не е по негова вина, Ноe е праведникот, Ноe е единствениот праведник. Меѓутоа, тоа било начинот Господ да го избави. Можел Господ и по инаков начин, меѓутоа, ете, така сакал и тоа, веројатно, било така за да ни остави и нам лекција денеска, на надеж. Да не се обесхрабриме кога ќе поминуваме низ некои такви периоди на животот. Сетете се на Јона. Што направил Јона? Бегал од Божјето присуство, сакал да избега од Господа, Господ го праќа во Ниневија, он бега. И го фрлаат, откако дознале што е работата овие незнабожците, поганите на бродот, го фрлаат во морето. Меѓутоа во втората глава Јона како се моли на Господа? Господе, ти што ме фрли во морето? На Господа му било јасно што се случува. На Јона му било јасно што се случува. Значи Господ го фрлил во морето. Зошто? За да го спаси и него, ама не само него, туку и 120.000. Цел еден град. Да не забравяме на Јосиф. Кој го предаде Јосиф? Кој го продаде Јосиф во Египет како роб? Неговите браќа. Но откако ќе им се открие на браќата, што ќе им каже? Не вие, не, Господ ме донесе пред вас тука. Господ ме донесе пред вас. Зошто? За да спаси цел еден народ. Значи, нештата се случуваат за спасение, за нешто друго. Или, ајде, Дела, која сме тука, Дела, 22 глава, се извинувам, Петровата проповед. Она проповед на 50-ницата, кога паѓа, се излева Духот Свети, она мокна проповед од која што се крштевале илјадници луѓе. Значи, 2 глава, Дела апостолски, 22 и 23, овие стихови велат вака: мажи израелци, Петар им се обраќа, значи, на мноштвото на израелците, чујте ги овие зборови, Бог во вашата средина го потврди Исуса Назареецот со сили, чуда и знаци, што Бог ги направи преку него меѓу вас, како што знаете самите. Сега 23 стих, внимајте. Вие него, вие што ме слушате, него, Христа, откако беше предаден според одредена волја и промисла Божја, преку раците на беззакониците го распнавте и убивте. Овде има многу вклучени актери. Вие него, по промисла Божја, преку раците на беззакониците, односно на беззакониците, го распнавте и убивте.
Да, точно и вие сте виновни при кораците на римјаните, меѓутоа тоа беше Божја промисла. Зошто? Како и во случајот на Јона, не само тој да се спаси, да спаси 120.000, како и во случајот на Јосиф, не само тој, туку да го спаси целиот израелски народ, Исус беше предаден по Божја промисла, го даде животот на крстот. Зошто? За да го спаси целиот свет. Тој сака да го спаси целиот свет. За жал, само оние кои што потврдно ќе одговорат, ќе прифатат жртвата со вера, тие ќе бидат спасени. Значи, се е за спасение. Така и во случајот на Ное. И сега 13 стих од 8 глава се враќаме на случајот со Ное. Во 601 година на Ноевиот живот, во првиот месец, на првиот ден на месецот, нова година, водата пресуши на земјата. Ное го дигна покривот, че бродот бил така направен со покрив, за да може и сонце да влегува на бродот, и погледна, и ете површината на земјата беше окопнета. Меѓутоа се уште не е време за излегување. Овој Ное е великан на верата, џабе не е спомнат во Евреите 11 глава. Знаете, во вториот месец, во 17-тиот ден, ова е грешката. Правилно е, во другиот превод стои, во вториот месец, во 27-тиот ден. Според овој извештај би излегло дека точно после цела една година Ное ќе излезе од бродот, меѓутоа поточно е после година и 10 дена. Година и 10 дена тој е во бродот. Чека на Господовото време, Господовиот момент. Значи, во вториот месец, во 27-тиот ден на месецот, земјата беше сува. И сега, после цела една глава и пол, скоро 2 глави, од 7 глава, први стих, Господ никаде не му се јавува. Господ никаде не проговара. Во 15-тиот стих од 8 глава вели: тогаш Бог му рече на Ное. И да ве прашам, вие сте во неволја, првите 5 месеци не гледате никакво подобрување, потоа барате знак, не сте сигурни кога сето тоа ќе заврши, и после цела година и 10 дена го слушате гласот Божи. Не е лесно. Колку и да бил Ное сигурен во сето ова, меѓутоа верата е таа која што го одржа. Година и пол сте во неволја, година и пол сте болни, да речеме, било што, никаков глас немате од Господа. Сте во неизвестност. Не знаете што ќе биде, како ќе биде. И Господ му рече на Ное, во 15 стих, 16 стих, излезете од бродот. Значи, во 7 глава, први стих вели, влезете, сега го нема никаде Господа, и после вели, излезете. Толку едноставно некојаш, меѓутоа на нас ни е тешко. Затоа некојаш Господ дозволува такви работи, за да ни ја зајахне верата, за да ја стави верата на испит, за да го прочисти и да го извади тоа злато, тие драгоценности од нас. И излезете од бродот, ти и твојата жена, твоите синови и твоите снаи со тебе. Изведи ги со себе сите живи суштества, сите созданија што се со тебе, птиците, добитокот и сите лазачи, што ползат по земјата, нека се разотидат по земјата, нека се плодат и нека се множат на земјата. И што мислите што следува следниот стих? И Ное излезе. Толку му треба на Ное. Ное направи вака и Ное направи така. Ное изгради брод, Ное изгради брод. Ное влези, Ное влезе. Ное излези, Ное излегува. Ова е човек од вера. И нормално, оној кој што има вера и послушен. Го чекал вистинскиот момент и што мислите што правил цела година и 10 дена? Кукал, плачел или леле Господе, кога ќе престане ова или? Не. Јов ги извршувал своите секојдневни обврски. А имал еден куп обврски, да се разбереме. Биле 8 души, вред не бил сам, но тука требало многу стока, многу животни да се нахранат, да се напојат и така натаму, и така натаму. Значи, но едноставно си ги извршувал своите секојдневни обврски, си живеел, најпросто кажано го живеел животот, таков како што е, во тие услови какви што се, меѓутоа бил на безбедно. Така да, кога чекаме одговор од Господа, кога можеби ништо не се случува, кога не слушаме глас од Господа, кога се чувствуваме како да сме заборавени, запоставени, живејте го животот, верувајте и чекајте на Божиот миг.
неговиот миг и момент е вистинскиот. И Ноe излезе, а со него неговите синови, неговата жена и неговите снаи. Едно прашање, што мислите му било едноставно Ноe да излезе? После година и пол, насигурно? Колко и да не ли било тоа? Интересно, не знам, немам извешта дека заболел од морска болест, ама една и пол година, значи вас да ве таласаат тие бранови, де лево, де десно и... Во ред, не после година и пол, туку после 5 месеци застанал бродот. После, ако може. Значи, после 5 месеци застанал бродот. Меѓутоа, значи, еве друг податок, сега ми текнува моментот. После 5 месеци застанал бродот на Арарат. Меѓутоа, после уште 7 месеци и кусур е излегувањето од бродот. Сето ова не било едноставно. И не друго. Морал да ја напушти таа сигурност, каква и да била, нели, како што кажавме, и да стапне во еден несигурен свет. Зошто? Зато што светот веќе е сосема поинаков, не е истиот што бил. Ги нема оние полиња, го нема она зеленило, го нема оној живот, се е некако поинако. Ако сте гледали некој филм холивудски, обично се холивудски, они имаат најбујна фантазија, после некоја катаклизма, не знам, нуклеарна војна, па како изгледа светот. Само некои 5-6 души тама што преживеале. И сега треба да стартуваат наново, да почнат одново. Не било едноставно. Да стапнеш, да излезеш од својата сигурност во несигурниот свет, нов свет. Но Ноe излезе. Ноe беше човек на верата, излегоа и сите со него. И како што Господ се сети на Ноe, на крајот и Ноe се сети на Господ. Замести си се направил Господ. Господ му рекол што да направи, како да направи. Му дал, детално му опишал како да направи бродот. Господ ја затворил вратата. Господ го пуштил дождот. Господ ја исушил земјата. И Ноe не заборавил ништо од сето тоа. Ноe бил толку многу благодарен што во 20 стих што направил Ноe кога стапнал на новата земја. Така да кажеме новата земја. Пренел жртва. Но дали гледате каква жртва пренел Ноe? Ајде да прочитаме 20 стих. И Ноe му изгради жртвеник на Господа, зеде од секое чисто животно и од секоја чиста птица и принесе на жртвеникот. Ова било вистински поколј, да ви кажам. Колку видови на животни чисти имало во бродот, колку чисти птици имало на бродот, може само да предпоставиме, меѓутоа од секое чисто тој зел и принел на жртвеникот, кој што веднаш го изградил од како се нашол на суво. И Господ го помири со пријатниот мирис. И му беше пријатен мирисот. Од оваа голема жртва гледаме колку Ноe бил благодарен за сето на што Господ го направил во неговиот живот. Да биде спасен тој и неговото семејство од целиот предпотопен свет. Мора да ја цениме Божјата милост, драги браќи и сестри, ние во денеска во нашиот живот. Ако ја цениме, тогаш ќе се жртвуваме и ќе дадеме се, ќе тргнеме се настрана и ќе ни биде најбитен Господ, ќе ни биде најбитно спасението. Овие мигови си сеќаваме на Марија Магдалена, зошто толкав дар, се што имала спечалено го дала и го истурила врз главата и нозете на Исуса. Зато што била толку многу благодарна за сето она што Господ го направил за неа. И ја спасил толку многу гревови, простил толку многу гревови, толку многу демони истерал од неа. Така и Ноe. И ние, драги браќи и сестри, да бидеме истрани, да бидеме полни со вера, да чекаме на Божиот момент, каква и да неволја не задеси. Верувате дека сето тоа е со Божја промисла. Господ има план, Господ не остава. Заборав да прочитам еден стих, меѓутоа еве сега ќе прочитам како завршен втора книга Летописи. И внимавајте, Ноe беше праведен. Иако целиот настан на некој начин, не баш целиот, не во детали му беше опишан и кажан од Господа, сепак ова беше исто така тест и за Ноe. Но внимавајте, во втора книга Летописи. Често пати се прашуваме и тешко е да се даде одговор на тоа прашање, но
се обидуваме да дадеме. Зошто праведникот го снаоѓаат неволи? Се обидовме да кажеме дека се е само за спасение. Сите работи се действуваат за добро на оние кои што љубат Господа. Кој е тој стих? Еден од моите омилени, меѓутоа, ајде кажете кај се наоѓа. Сите работи се действуваат за добро на оние кои што љубат Господа. Овој стих не смеете да го забравите. Римјаните 8.28 не е тежок за памет. Римјаните 8.28. Сите работи се действуваат за добро. Меѓутоа, тоа некојаш нам не ни изгледа баш дека е добро. Но крајот го кажува тоа. Чи втора летописи 16.9 и со овој стих ќе завршиме. Зошто Господ гледа со своите очи по целата земја, за да се охрабрат оние на кои срцето им е искрено кон Него. Ако сте искрени, ако сте му верни, ако сте праведни, не забравяйте, Господ гледа по цела земја. Не може да му измакне ништо, не може да превиди нешто. Некого, некој праведник, и дури рекол ни влакно од главата нема да ви фали. Едноставно, се случува по Божја промисла. Некојаш може би ние самите сме си виновни, како Јована случајот, меѓутоа сепак Господ и тоа знае да го сврти на добро и на благослов. Нека му е слава на Господа и да се надеваме само на Него, да веруваме само во Него. Амин.